Пашко спомна дека поминале нели низ дизајн спринт. Баш сакам да го објасниш тај дел, пошто на многу луѓе го имам препорачувано вашиот дизајн спринт. Сакам убаво да го објасниш целиот процес каков е, кој користи дизајн спринт и зашо најчесто се користи. Пошто многу луѓе не знаат, дури и ја нели прв пат кога се запознавме не знаев точно како функционираме, од кога веќе поминав еден дизајн спринт ке вас, веќе ми беше скроз јасно зашо се користи. Тоа е нашата клетва, поточно, затоа што правиме нешто што е иновативно, ама е многу тешко клиентите потребно да поминат learning curve, де факто да видат што е продукт, што е услугата што ја нудиме. А не е така лесно да се објасни што правиме, единствено благодарение на тебе фидбек што си ми дал уназад, дека тоа ги носи многу поблиску до инвестиција, бидејќи всушност тоа е алатка која што Google Ventures ја има првпат измислено, потоа е напишана книга. Всушност Google Ventures вложува во идеи на своите вработени, тоа е инвестицијски фонд на Google. На тој начин се развиени Slack, на тој начин со Google Design Sprint методологијата. Тоа не е спринт, не е трчање, него се е спринт затоа што е нешто многу брзо, е работилница, 5-дневна. Многу е фокусирана како игротека за возрастни, 5 дена мултидисциплинарен тим затворен во една просторија, мултидисциплинарен, кога ќе кажам, мора постојано да има IT, да има дизајнер, sales, маркетинг, исто така финанси и некој фаундер кој што има идејата, и ние 5 дена работиме од 10 до 5 само на тоа. Дури девајс фри е. Телефони и девајси се тргаат на страна. Многу е компресирано, а се тргнува само од идеја. Во првиот ден на крај се стигнува веќе до демо, нешто што инвеститорите и како го ценат, веќе до реално тестирање на тоа демо на идеални клиенти, ваши ideal bar persona, профайл клиенти, и после тоа ние веќе можеме да предвидиме, јас пошто сум финанси и бекграунд, можеме да предвидиме приходи и трошоци согласно нешто што е реално кажано, а нема да биде само завод за статистика или истражување на пазарот. Него напротив, како некој човек се движи низ вашиот продукт, а вие сте дошле само со идеја првиот ден. Значи 5-дневна работилница. Првиот ден како беше? Се убива идејата. Се убива идејата, да. Вториот ден? Првиот ден ја убиваме идејата од експерти. Тоа е некој кој што го има твојот клиент, меѓутоа не е конкуренција, ама многу добро го познава твојот клиент, и тој луѓето кога ќе ти дадат фидбек во тие 20 минутни интервјуа кога ја убиваат, всушност сите ти кажуваат зашто нема да ја биде твојата идеја. Да. Ама ако внимателно слушаш, кажуваат како ќе ја биде, бидејќи иновациите произлегуваат од проблеми. Вториот ден е интересно што ги бираме од сите овие работи кога некој се обидел да убива идејата, тие 5 експерти. Вториот ден веќе бираме најзначајни проблеми на твојот клиент и пробуваме вториот ден токму нив да ги решаваме. Ова што кажав, Клепсифај тргна со идеја платформа за DJ, меѓутоа сега испадна дека чека HR менаџерите имаат сериозен проблем, веќе се изфрустрирани дека треба да организираат тимбилдинг активности секој месец и да купуваат поклончиња за подарок и планинарења да организираат, нешто што не е нивна работа. Тоа е вториот ден. Третиот ден веќе се предлагаат конкретни скечови. Цртаме storyline, значи чекор по чекор, како се движи вашиот идеален клиент, каде клика, што клика, customer journey всушност, но се визуализира. Четврток веќе се прототипира со реални бои, реално лого, и за клиентот во петок, кога ќе му го дадеме, бираме 5 идеални клиенти што одговараат на профилот. Тоа што му го даваме како прототип делува многу реално затоа што е кликабл, се движи, на Figma го правиме тоа. И најзначајно одговара на публиката, би рекла, затоа што се ептен фокусирани и бараме патерни после што ќе кажат вашите идеални клиенти. Поточно, ако не го гледаат search барот, а токму тоа вас ви е killer feature најзначајно, нема поента да девелопирате нешто и програмерите да изгубат време да девелопираат, а всушност тоа не ни е потребно или не ни го гледа вашиот корисник. Спречуваме трошоци и овозможуваме поголем трошоци од неуспех од една страна, затоа што треба да се направи итерација после тоа, и се зголемува шансите за инвестиција, затоа што на инвеститорот му давате малце поголема сигурност. Изјава директна од идеален клиент кој што не е ваш клиент, не ви е познаник.
не го тестирате вие, него баш напротив јас како фасилитатор на работилницата, тотално како независен човек си правиме муавет и тие се движат низ прототипот. Не, имаме разговарано, ја со Vigo Digital ја имав направено таа грешка, дека цела година развивав продукт и потрошив еден куп време, енергија и пари за девелопмент и на крајот се установи дека клиентите не ја користат таа услуга, не може сами тоа да го прават, дека мора некој друг тоа да го прави за нив. И да сме поминали пример дизајн спринт, ке сме го виделе тоа веќе на петиот ден кој ќе сме тестирале со клиенти, а вака се мислам дека секој стартап треба да помине низ некоја таква фаза за точно да истестира и да види, да не се концентрира да го прави идеален нивниот продукт, да работи на него цела година и на крајот да сване дека тоа е за џабе. Да. Најголемата трагедија не само што ќе биде за џабе, туку можеби затоа што веќе ќе ги потроши сите пари и ресурси кога ќе дознае што е тоа што треба да го промени. Бидејќи ти по една година ќе сватиш што им треба на твоите клиенти, ама тогаш нит ги имаш парите, нит го имаш времето, и како егото после една година неуспешен стартап е погодено. Мислам, тоа се ентузијазмот е намален. Овдека викаме fast failing техника е тоа. Техника на иновации преку брзо пропаѓање, пошто ние во 5 дена неколку пати ја пропаѓаме идејата. Да, проба се да се најде решение или да се помине од една фаза до друга. Леле, овие столови колку се неудобни. Ке треба да најдам друг. Наредно, Сања, интересираме да, ако не